Возењето во зимски услови е предизвик дури и за искусните возачи. Замрзнати врати, прозорци и брави, како и голомразица и магла по патиштата, се најчестите проблеми со кои се соочуваат. Професионалниот возач Горан Хаджилјовски Чајка со совети како да го подготвите автомобилот во пресред на зимската сезона. Некогаш ќе биде доволно да импровизирате со помрсна крема што ќе ви се најде при рака, но најдобро е да набавите соодветни средства и алати. Стандардната процедура што налага со зимскиот период да се припреми возилото, многу возачи го знаат, значи треба да почнеме од ставање или монтирање на зимските гуми на погонските тркала. Значи тие обавезно да биде со 4 мм шара, затоа што тие после 7 степени на температура имаат друг ефект и прилагодување на патот. Значи, поради стандардот, например, збориме на возачите, пожелно е и сите 4 гуми да се ставени, значи, да има зимски, али ако не дозволува стандардот, значи може само погонските. Доаѓа тука, значи, проверка на течноста за ладење. Значи, течноста на ладење може да потрае малку поиќе, сега може да се мери доколку и како. Значи, ако поминува минус 22-3, нема ни потреба да се менува течноста. Во брисачите да се стае за течност за зимски услови за брисачи, значи да се проверат исклучиво светлата, акумулаторот е битната работа, затоа што во зимски период утрото, савајлето, претежно доаѓаат проблемите, значи акумулаторот ја има околу 40% снагата. Ја нема целосна и затоа е пожелно да се провери акумулаторот. Од друга гледна точка, замаглувањето, значи кога доаѓа зимски период, обавезно да се намести дувањето на вентилацијата да биде горе во шофершајбната и за утринско незамаглување на стаклото најпожелно е ако може да се купи средство добро, ако не со најобичен сок од лимун да се измачка стаклото од унутрашна страна и цела зима нема да ви се замаглува. За безбедно управување со возило во зимски услови едно од најважните правила според Хаджилјовски е одржувањето на доволно растојание меѓу возилата. На подолг пат никогаш да не се тргнува со полупразен резервоар, а возачите почетници пред да се впуштат во сообраќајот да извежбаат на сигурен терен возење во зимски услови. Како професионален возач би рекол што помалку маневри. Значи што помалку маневри со волан, помалку со кочница, така да што е можно возилото да се држи растојание од едно до друго возило. Кога се искачувате, значи, во успон, подобро е да оставите една брзина погоре. За разлика од кога се спуштате, една брзина подоле. Значи, пожелно е исто да се има во багажникот лопатица, четка и ако е можно една вречица од 2 до 3 кг да има песок. Значи, за да услучајно ако сте сам на погонските тркала да се стае за да се излезе. Иначе самото возење захтева растојание, затоа што се знае во зимскиот период има и магливи денови, значи растојанието да биде што е можно поголемо. Во резерварот што е можно во зимски период има повеќе гориво, затоа што не знаете кај ќе одите, како ќе одите, за да имате грејење некако си у случај на некако си квар. Така да тоа се едни од најосновните работи. Значи најбитно е да бидете пажливи околу маневрирањето со кочницата, воланот и така. Од 15 ноември започна да се применува обврската за задолжително поседување и носење зимска опрема во возилата. Под зимска опрема за возила со дозволена маса која не надминува 3500 кг се подразбира зимски пневматици на сите 4 тркала со минимална длабочина на шарите од најмалку 6 мм или летни пневматици со длабочина на шарата од најмалку 4 мм, но и синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други помагала.